председателе. Многу кратко ќе се осврнам општо за извештајот, а после тоа ќе се задржам и на конкретни сегменти од истиот. И оваа година, исто како и претходната година, во извештајот уште еднаш се потврдува дека оваа власт на ДУИ со нивниот слуга Ковачевски ја гуша државата и ја кочат Македонија во нејзиниот цивилизацијски развој, односно Македонија е оставена на дното од регионот. Станува збор за извештај кој за нас како држава е поразителен. Токму во овој извештај, исто како и минатата година, повторно на дипломатски начин е посочена целосната неспособност, одлепеност од реалноста и штетноста по државата од власта на ДУИ и на СДСМ. Овие заклучоци во врска со напредокот, односно назадувањето на државата, е врз основа на направената споредба со извештаите од претходните години. Погледнете. Некој период е константа, но секогаш оценката е над 2. Јасно се гледа назадувањето од периодот на шарената револуција, инсталирањето на нелегитимната власт во која македонците и тогаш, исто како и сега, беа представени од помалата партија, односно од СДСМ, кои, не водејќи сметка за никакви државни и национални интереси, удрија на разградување на системот преку непотизам, кронизам, партизација, како и преку безобразно аздисување и крадење на народните пари. Односно го прават токму тоа против кое нели кажуваа дека се борат. Ако минатата година имавме оценка 1,52, годинава оценката е 1,61. Значи повторна единица, 2 единици поред. Европскиот фронт на ДУИ и на Ковачевски ја смести Македонија во последните 2 години да добива најлоши оценки во историјата. Сме немале полоши оценки до сега. Значи, извештајот е поразителен, а се потврдува дека земјата во погрешен правец продолжуваат да ни ја водат луѓе институции без интегритет, капацитет и авторитет. Со други зборови, институции кои не функционираат. Денеска ќе се задржам на неколку сегменти од извештајот. Најправим за собранието за кое гледаме дека не функционира во услови на демократија, односно цитирам: собранието и владата се обврзаа приоритетно да ги започнат и постигнат релевантните уставни измени. Завршен цитат. Од тука се поставуваат прашањата: кој е тој што прифатил, односно ветил во име на сите пратеници, во името на собранието, председателот на собранието ли е, премиерот ли е и така натаму? Кој е тој што си ги истегнал нозете подолго од чергата? Дали тој што тоа го ветил си мисли дека живееме во тиранија, па опозицијата нема зошто да биде консултирана, некој да си помисли дека опозицијата лесно ќе ја убеди, уцени, подкупи и така натаму? Кој е тој што ветил дека ќе прави уставни измени без претходно да им го соопшти тоа на граѓаните во својата изборна програма? Некој си преземал обврска што не може да ја реализира и сега плаче по амбасади дека опозицијата била против Европската унија и се лепат Бог знае какви етикети. Етикети кои пак за волја на вистината се својствени токму за нив. Власта на ДУИ и на СДСМ, брзајќи да ветат било што само за да останат на власт, ни предлагаат промена на устав по хрватски терк. Еве во ред понудата за промена според хрватскиот модел, ние сме подготвени да ја прифатиме во целост, односно преамбулата да гласи: Македонија се воспоставува како национална држава на македонскиот народ и држава на припадниците на националните малцинства – албанци, турци, роми, власи, бошњаци и други, кои се нејзини државјани, на кои им се гарантираат исти права со тие на македонскиот народ и остварување на националните права во согласно со демократските норми на Организацијата на Обединетите нации. Или да го искористам вашиот речник: ајде да одиме во Европа со европски устав. По тоа прашање толку. Понатаму, поврзано со собранието, во извештајот стои: надзорот врз извршната власт преку пратенички прашања до министрите треба да се спроведува на поредовна основа. Внимавајте, во извештајниот период, значи година дена, собранието 7-8 месеци немаше одржана седница за пратенички прашања. И сега, зборувајќи за овие пратенички прашања, имаме ситуација кога на почеток на седницата се узурпира времето поради договорени прашања од власта и половина од седницата се посветува на промоција, односно прикривање на неуспешните владини политики. Второ, носителите на извршната власт, посебно нелегитимниот премиер, кон пратениците се однесува со ароганција. Не одговара на конкретно поставени прашања, туку ги напаѓа пратениците на лична основа, а криејќи се позади имунитетот, лажно ги обвинува дека краделе и тргувале со класифицирани документи со странски служби. Им доделува квалификации од типот на глупи Август. Се става во улога на психијатар и доделува диагнози на пратеници. Па кажува дека на одреден број на пратеници им требало конзилијарно лекарско мислење, иако и самиот ја нема утврдено својата деловна способност поради постоење на документ за неговата трајна спреченост за вршење на воена служба. Следно, во извештајот повторно, исто како и минатата година, е констатирано стагнирањето на собраницкиот надзор над службите во делот на следење на комуникациите. Значи, констатирано е дека Македонија спровела реформи на разузнавачките служби, но и дека државата нема капацитет за собраниски надзор врз разузнавачките служби.
Недостигаат технички експерти кои со закон пропишани и за кои власта не сака да најде начин како да ги ангажира. Исто така, и во тој контекст, како главни забелешки се наведени дека ниту надворешниот механизам за надзор на работата на безбедносно-разузнавачките служби, односно Советот за граѓански надзор, се уште не е целосно функционален и потребно е подитно да му се доделат значителни административни и финансиски средства за да го исполни својот мандат. Тука се поставува прашањето: зошто овие забелешки за собраницкиот надзор и за граѓанскиот надзор досега не се отстранети, кога СДСМ и ДУИ суверено владеат 6 години? Затоа што прво, со реформата на разузнавачко-безбедносниот систем, СДСМ немаше намера да го подобри системот. Туку под плаштот на реформата ги партизира службите и ги отстрани идеолошките неистомисленици. Во тој контекст треба да се разгледува и неиздавањето на безбедносни сертификати на долгогодишни професионалци во службите, но и на членови на собраниските комисии за надзор на работа на службите за безбедност, и тоа од истите кои што треба да бидат контролирани. Односно, тие треба да ги контролираат. И вториот одговор на прашањето зошто не се отстранети овие забелешки е затоа што така им одговара началниците на СДСМ и ДУИ, за да може да си продолжат со нелегалното следење на лидерот на опозиција, како што тоа го направија во Прилеп, на очиглед на целата македонска јавност, и за да опозицијата нема никаков увид во законитоста на постапувањето од страна на безбедносните служби, пред се на Агенцијата за национална безбедност. Следно, во делот на граничното обезбедување и криумчарење на мигранти и покрај постојањето на полициски службеници од Фронтекс, криумчарењето на мигранти е високо профитабилна криминална дејност во која се вклучени и наши високи полициски службеници. Последните 2 до 3 години криумчарењето на мигранти посебно е засилено во подрачјето на СВР Струмица и СВР Куманово, пред се поради логистиката од припадници од полицијата, односно свесното и наменско планирање и избегнување на полициско патрулирање во одредени временски интервали. Ова е сериозен проблем и доколку ова го слуша некој од оние обвинители со 3% доверба, а бидејќи станува збор за овластени службени лица на МВР, тогаш онај јавниот обвинител за гонење на организиран криминал што прво го гласаа, а отпосле го запознаваа преку слики во планина, нека се потруди да ја поправи довербата со преземање на одлучни и решителни акции против прекршителите на законот во редовите на полицијата. И посебно зашто сакам да зборуваме за делот во извештајот каде што се споменува сајбер безбедноста и се споменува дека е формиран Национален совет за сајбер безбедност. Тој Национален совет за сајбер безбедност е формиран, меѓутоа нема одржано ниту еден работен состанок. И тоа Европската комисија го констатира во извештајот. Тоа ни го пишува во извештај, а парламентарното мнозинство не реагира. Туку повторно бараме помош од НАТО за да ни дојдат експерти да ни помогнат. Зошто? Затоа што Македонија ја управуваат крајно неодговорни лица, кај кои отсуствува чувството на систематска грижа кон системот и кон институциите. Кадрите на СДСМ и на ДУИ не успеа да изградат соодветни човечки и технички капацитети за сајбер безбедност и борба против компјутерскиот криминал. А како последица на тоа ни се јавуваат хакерски упади, како последниот во Фондот за здравствено или претходно во Министерството за земјоделие, каде беше хакирана интернетна датабаза. Што е уште еден доказ колку државните институции се ранливи, а колку власта е неодговорна кон овој безбедносен предизвик. Сума сумарум, уште една единица непреодна година за фудбалерите од ДУИ и нивниот слуга Ковачевски. Благодарам.